Секој четврток на Радио Лидер. Скопје урбана приказна. Вечерно шоу со скопски приказни, раскажани од скопски урбани ликови. Секој четврток, 20 часот на Радио Лидер. Добро вечер на сите слушатели на Радио Лидер. Ден четврток, 20 часот. Вие сме на фреквенцијата на 107,4. Време кое е резервирано за втората емисија од проектот Скопје урбана приказка. Зошто Скопје урбана приказка го најавивме проектот и првиот пат и минатиот четврток. Малце да ги подсетам новите слушатели. Целта на оваа емисија да видиме и да констатираме со нашите гости зашто е мракот во Скопје. Дали навистина Скопје доживува мрак, или е метропола, или е урбан град, или е модерен град како што сегашната градоначалничка често знае да напише на социјалните мрежи. Често е привилегијата да ја водам оваа емисија, мора да се заблагодарам на менеджментот на Радио Лидер што отстапи место, отстапи време во овој етер и на социјалната мрежа Facebook ни стрим во живо да можеме заедно со моите гости кои ќе бидат дел од емисијава да продискутираме и да констатираме каде се сгреши, кој е виновен, какво е Скопје. Деновиве ги истерував впечатоците од првата емисија и навистина ви благодарам за низата коментари кои ми ги пративте на социјалната мрежа во пораки за тоа какво е Скопје. Она што можем да јас издвојам од коментарите како заклучок дека Скопје практично и не живее. Скопје од ден на ден се празни, оние кадри, оние луѓе секојдневно го напуштаат градот затоа што не ја гледаат иднината веќе во градот Скопје. Навечер Скопје изгледа како Скопје како оној од хорор филмови, некој град кој што освен казино и аптеки ништо друго не функционира. Прошлата емисија мој соговорник беше основоположникот на хип-хоп и рап културата во Македонија, Антонио Рангело и Тонио Сан. Ќе го потсетам на неговиот муабет и она што можам да го издвоам и што остави белек на првата емисија, дека културата во Скопје е надоле и дека Скопје е темна. И дека не го гледа излезот во блиско време и дека се неопходни некои измени. Нешто да се поттигне, од некаде да се почне, дека вакво Скопје како што е сега, до сега го немаме видене. Тоа се зборовите на Антонио. Вечерашен гостен мој е, можам да кажам, сум горд затоа што ќе го имам во вторава емисија еден човек кој 20 години го носи дресот на македонската презентација, човек со преголеми спортски успеси, неколку пати не правеше горди македонци и секаде неговиот став јасно го искажува без разлика на тоа дали на некој му пречи или не пречи. Велам добро вечер за Борко Ристевски, добро познат во македонската јавност. Борко, привилегијата и чест е моја да те имаме во Скопје урбана приказна. Благодарам за овојата најава и благодарам за поканата. Како си, Борко? Добро. Стандардно овој период од денот малце порелаксирано и затоа и прифати вашата покана со задоволство да бидам ваш гостин, ако овие денови малце порастрчано, повеќе обврски, 2 дечиња, имаме ново бебе кој што знаете, да, така тоа да ја прочитавме новината во медиумите, ти честитаме од целата екипа на Радио Лидер. Нека е здрава и жива киркичката. Да, благодарам. Се сноѓате по дома добро? Па добро, се сноѓаме, повеќето обврски ги околу околу бебето е се на супругата Николина, меѓутоа колку што можам ја помагам, колку што знам. Да, често знам да се шегувам. Јас сум најчесто пратеник, ме праќаат, оди купи ова, купи тоа, донеси ова, донеси. Кој што IT менеџер? IT менеџер, да. Или поново пратеник, само те праќаат негде. Супер. Борко може да слушате најавата, значи целта на емисијава е Скопје. Ти си родом од Скопје. Каде растеше Борко во Скопје? Борко измешано малце. Борко е на многу релативно млад замина од Скопје, од Македонија. Своето, најмалите години, своето детство, да кажам, почетокот го поминав во населата Бутел, па потоа се преселивме во кисела вода и сега сме веќе на водно, така да тој период помеѓу овие
3 места секаде низ Европа благодарение на мојата професија, така да од секаде помалце знам и џамли и вокал да играм. Сум играл џамли и вокал, што се вика као дечишта, нели оние сите детски лудори сме ги поминале со другарите, со нели детските луди години. Јас сум од таа страна Вардар, јас сум старчи иршанец. Баш со претходниот гост Антонио Сан, познатиот хип-хоп и он од Черпа, прошлата емисија малце го чепнавме тој дел. Ние мислам дека сме на генерација која растеше на улица. Скопје имаше тогаш жар, ние се дружевме. Сметаш ли дека тоа време и ова време, зборам на денешна омлада, дека не го доживуваат она другарство како што сме го имале ние некогаш во Скопје? Па добра е констатацијата, значи ја не знам колку сум управа, меѓутоа сакам да мислам дека мојата или нашата генерација е последната генерација, на жалост, која што живееше и растеше според некои нормални човечки вредности. За нас беше нормално да по цел ден поминеме на клупа, заедно да се дружиме, да играме фудбал, да правиме и по некоја белја. Сето тоа беше дел од некој детски џагор, дел од некое детско животно искуство кое што денеска многу ни значи, барем мене лично. Сега веќе тие работи некои се заборавени, сега веќе дое некое си модерно време, модерни генерации, нели. Се тоа со игри. Оние вредности, значи еве денеска го немаат и младината нема таа комуникација помеѓу себе. Значи сите се на социјални мрежи. Порано ќе веројатно ќе се согласи со мене, секоја насоба во Скопје си имаше своја приказка, свое друштво. Се знаеше каде во Аерон се игра баскет, каде во Бутел, во Панот Гиловски сме играле фудбал. Другарувавме помеѓу себе, скопјаниве. Некако секоја насоба имаше жар. Искачавме, немаше социјални мрежи, се дружевме до ниедно време. Буквално растевме на улица и имаше, нема кој сега, мислам дека се изместени човечки вредности, секој е некако гледа ти направи лошо, секој е пакосен, оговараат. Го нема тоа искрено пријателство кое го имаме ние и мислам дека тие стари пријателства ден денес остана и се ги негуваме. Барем зборам за себе. Знаеш како, мислам дека јас сум секојаш искрен ќе бидам и сега. Мислам дека сите оние, ајде да кажам, финансиската ситуација кај луѓето во денешно време, заедно последниве 5-6 години посебно нагласена, меѓутоа од секогаш, некоја сме биле ние, меѓутоа годините наназад, си го направи своето. Значи, денеска луѓето се повеќе зајадливи, повеќе се нели секој сака да напакости секој. Зборуваме за секој, значи не е тоа секој, зборуваме за одредена група на луѓе кои што секојаш сака да, ја го велам тоа, никој не се стреми да биде подобар и да се качи нагоре, меѓутоа луѓе, одредена група на луѓе се трудат да те повлечат тебе надоле за да бидат да пробаат да бидат на исто ниво. Так. Што е еден минус човечки секако, еден минус за државата и секако за нас како народ, како Македонија. Пак ја констатирам, во Скопје имаше почит, имаше хиерархија. Јас паметам кога сме играле ние фудбал, после нас или пред нас, ако играле по-старите генерации, ќе ти кажат Стефани донеси вода или до продавница купи пиво. Ќе биде среќен. И ќе биде среќен и не смееш да кажеш не. Значи се почитувало. Сега, еве, може да буквално јас сум во ситуација каде што е пред летос ке играме фудбал, го замолувам еден помал од мене на дечко на 14-15 години, пато може ли да презрачеш преку улица да не купиш некој стокче на фудбал? Тоа отстрашно ти одговара, кој си ти да ме пракаш. Немаше порано, немаше почит, хиерархија помеѓу луѓето. Некако како Скопје да изгуби онаа и култура помеѓу луѓето што имаме. Еве сега ти ќе се прошета со кова, гледаш и да се нервозни, со враќав е хаос. Па ја тоа сакам да ти кажам, значи веројатно сега оној човек сега без да, нели, кој што оди веројатно да плати сметки за струја, кој што се енормно поскапени и ако му се сметки за струја, не знам, 6000 денари, а тој му останало уште 6 или уште 15 да го истурка месецот до крај на месец, веројатно тој човек, да констатираме со големо жалење дека на се мисли освен на позитивна атмосфера, така да и со право е тоа така. Политиката ли го така направи? Да. Политиката ли го направи ова расположение помеѓу затоа што радио лидер иде на фреквенција само на Скопје сега за сега. И говорам чисто за Скопје. Па не сум сигурен дали е само политика. Мислам се повеќе фактори тука замешани, затоа што ја да речам, пак ја кажам сега, благодарение на мојата професија сум прошол секаде.
Вие може на пример да отидете во еден Бразил кај што сум бил преубава земја, пресиромашна земја, може би на пониско ниво од нас, меѓутоа луѓето се различни. Луѓето се позитивни, вие може да видите и пред некоја си локална продавница или некоја биртија да стават две гајби, да има дружба, да се напијат по сок, пиво, што и да е, чај или што и да е, и да се забавуваат и се смеат, да пуштат музика и да играат. Значи тоа се е до што ќе одлучите да бидете во животот. Знаеш како мора да одлучиш моќта на мислата кај нас за Македонија е мисловна именка. Меѓутоа моќта на мислата е многу сериозна работа и многу голема и многу може да ти помогне во животот. Значи таа мислена моќта на мислата е што ќе одлучиш ти да бидеш. Ако одлучиш да бидеш лош човек, ќе бидеш лош човек. Ако одлучиш да бидеш добар, без разлика на се и праќаш позитивна енергија кон луѓето, верувајте дека таа позитивна енергија кога тогаш за 1 месец, 2, 3, 1 година ќе се врати. Меѓутоа ако сте константно негативни и испукувате негативни стрели кон луѓето општо, без разлика на се, на најобично во кола кога седиш, што кажа ти, сите се нервозни, свират, тешко дека ќе се врати позитивно, затоа што јас констатирам дека еве градов стана една хорор приказка. Пак ја овде не бранам некои ставови, политички вакви или такви. Претходниот градоначалник Шилегов велеше дека Скопје е поубаво место за живење, сегашна градоначалничка вели модерно Скопје. Па јас се на раскопани булевари навечер и куќиња на улица кои напаѓаат граѓани и темни булевари и само светло од казини од аптеки, јас не гледам дека во Скопје нешто функционира. Го нема Скопје кога го изгуби на култното. Местата за искачање кај што се дружевме, кај што искачавме. Работа 3-4 бирти, буквално сега во Скопје ќе се сложи со мене, кои имаат некој си турбо фолк музика и многу мал народ оди таму и ги посетува тие места. Некако се на социјални мрежи се ваде некоја негативна енергија и луѓе бараат спас надвор. Си одат, Скопје се празни. Многу луѓе си одат и надвор од Скопје, надвор од Македонија, затоа што реално нас па и баш не затресе овие градоначалници, оној претходниот и тука завршува се. Оној претходниот, ајде да не збориме, да не видат овие лични навреди или немам што. Сега со Данела и она не знам што се случи, меѓутоа жената едноставно као да го изгуби компасот. Ветуваше една работа, излезе сосема друга. Многу имав надеж во конкретно и во целата кампања следејќи ги нејзините настапи, многу имав надеж, но баш го кажа, се изгуби, не знае каде терал компас, мислам дека станува Сабајле и прво што прави барам со кој да се скараме и работал. Меѓутоа трпат Скопјани, трпат граѓаните, трпиме сите. Знаеш како, никогаш не смеете да дозволите да вашите лични фрустрации кои што ги имате дали дома, дали на работа, влијаат на комодитетот на граѓаните, затоа што сепак град Скопје е сериозна функција, не е некоја локална биртија кај што може да се живувате со тој што ви носи компири и пиперки, па сега денов не ми е, па и ќе им викам на нив. Значи, мора да се мисли на луѓето кои што живеат, мора да се сработат задачите кои што се поставени, се за да биде тоа подобро Скопје. Меѓутоа, стварно ја не сакам да критикувам гола критика да биде без ништо, меѓутоа стварно реално до сега не е ништо мрднато и направено и се надевам дека без разлика на се, пак ќе кажам, мора да се остане позитивно, да се верува дека може нешто да се смени. А дали ќе се смени сепак тоа на крај на што викам, дали гледаме светло во тунелот или ќе биде како оние други млади кои својата иднина ќе вара за жал. Моje мислење е дека Данела влезе во некои преголеми води политички, а не е жената политичар. Она она важеше за обединувач, а не за некој кој што ќе разедини, и она ги обедини од една група на луѓе кои што требаше да ги обедини, меѓутоа после тоа веројатно не знам од кои причини, меѓутоа малце се изгуби. И да се надевам дека ќе мрдне нешто од мртва точка сепак за доброто на сите нас. Значи ние сите секојдневно си го сакаме Скопје, си го памтиме Скопје како било некогаш, какви културни манифестации имал. А ти се сеќаш, ние сме тука генерацијски блиску, градски парк било полно со младина, се седело на школка, се седело на гоце. Имало ивенти, значи помнеш низ градски парк и ќе видиш еден куп млади како буквално другаруваат. Сега тоа го нема. Ја мислам дека
7-8 кој години е има, ваква меѓутоа ситуација. не е во тој број кој што било Кој што било порано. некогаш. Сега остана така ситно нешто кој ќе отиде. Мене најмногу ми смета што градски парк се претвори без да секој си има право нели на свое место кај што ќе си го заравади парче леп. И тоа мене ми смета таму сега тие што оние кои што продаваат сега сончоглед и оние топчиња со колата низ паркот проаѓа да стигне до местото кај што ќе ја постави масичката. Значи се е тоа окей. Човекот може да си постави масичка, може све, меѓутоа не може да влезе со колопарк. No, тотална неорганизација има. Не, некои работи кои што се ненормални. Никој не бара, не знам, луксус сега тука да има, не знам каква трева која што, нели, што ќе згазнеш па не се суши или не знам што сега да не пребираме. Јута некои нормални основни услови треба да има. Не можеш ти со кола у парк да возиш. Ама ја работам, работи ти кај сакаш све тоа окей, ама ќе паркираш колата 50 метри подоле ќе си ги донесеш да раце работите. Пример еден. Да. Има стотици такви примери каде што стварно не функционира ништо. Имаш ти ќе се соберат млади деца, па ќе остават тоа што се собирале пиеле, па ќе остане тука, па до следниот ден попладне не се собира никој, не проаѓа никој, значи А го памтиме паркот како едно место каде што другарувавме таму, или помина многу 10 понормално беше. Многу понормално беше. Многу понормално функционираше и целава држава и све беше понормално. Пак ќе ти кажам, некои човечки вредности, најнормални работи се изгубија. Се изгуби едно кафе со пријател, да го прашаш само како и што прави, дали му треба нешто. Сега овде кај нас се направи некое, сите се некако полни со его, со фрустрации, со сите се некои денеска бизнисмени, сите се некои, не знам, сите градат згради, сите се некои бизнисмени, сите се, не знам, све зафатени нешто, седнува со тебе, прави муабет, 30 минути се фали, па после 40 минути вика извини ако има 100 евра да ми дадеш на заем. Да. Значи реално така е, сега да не се лажеме. Така да пази, луѓето денеска се водат све од материјални работи, што мене ми смета каква кола имаш, кај живееш, ти кај живееш, наводно живееш, колку да ти е станот. А стварно 130, ево има 130 квадрати, абе. Да не се лажеме, значи сите има една филозофија, сите најубави работи во животот се бесплатни. Да. Све друго и за мене, све што може да се купи со пари нема вредност. Џабе е таа кола, ако имаш... Нема ли ние како деца пари? Ние искачувавме со под дома ќе ни дадат по 2-300, знаеш, се говори за мене. се собирале, јас знам, ќе излезам од Сабајле, па ќе ме вигнат од 3 од тераса, врати се со црно меѓу нозете, дети што сум бил на нозе, цел ден играш у прашина со папучи, фудбал по треви, по пољан играш, кај што не сме играле, никој жив не те немаш, ќе дојдеш дома, ќе земеш леп јајвар, ќе бутнеш она, знаеш, лепот кој го сечеш, ја вадиш средината, ајвар унатре и го стискаш после за секде равномерно да ти остане. Земи го. Сендвичот и низ по скали надоле. Ние у Чајр чекавме, имавме друштво албанци, турци, роми, дружевме, сите бевме како едно. Чекавме на Гази баба да отвори, се сеќаш на танго и кеш имаше нешто работеше. Отворена да искочи лепче, кој колку има ситни парички, за да до ден денеска ја имам пријатели до денеска мене кој ми каже некој, бе знаеш се, овие види албанците од нашето време, овие албанци сега не се истите. Не, дефинитивно. Значи сосема и они луѓето се сменети, не се и они како и нашиве млади. Старите скопјани албанци се значи ја до ден денеска имам пријатели албанци кои што пази сме учеле ние, ја ти зборам сега, основна школа сме учеле заедно. И сега луѓето веќе си имаат фамилии, си работат, сериозни бизнисмени, еден директор е на една голема куќа за автомобили, да не се испадам правиме реклама, не е ни битно која. Човекот од нигде никаде ми пишува порака, Борко, само да те поздравам, секоја чест, да ти честитам на успехот, јас сум сега тоа и тоа е мое, тоа јас сум газда на тоа и тоа. Што ти треба, дојди, тоа на располагање. Сигурно пријателството сака да одржи контактот. Сега што збориш, сега веќе нема. Еве јас за Бајрам, јас морам, имам 15 фамилии каде што јас морам да ги спочитувам и да отидам за Великден, кај мене се случува исто. Тие пријателства порано, старите пријателства без разлика од која вера и нација биле луѓето, некако си одржуваме контакт и си има она почит. Саке младиве не го гледам тој и се изгуби. Пријателствата сега се делат на вери. Пријателства се делат генерално на добри и на лоши луѓе. Ти можеш да најдеш албанец кој што е предобар, македонец кој што е катастрофа карактер или обратно, или да најдеш катастрофа албанец, македонец зло. Ја учев средно во Цветан Димов на Џон Кенеди, општа гимназија, и ја бев единствениот со адрес на Вардар. Тогаш имаше ривалство помеѓу Вардар и Слога Југомагнати, кој со Рафет Муминовиќ. Одеше со Рафет Муминовиќ и одеше беше и Балкан, имаше и Балкан со комерц.
И BC, Да, Балкан Балкан Стоко BC. Комерц имаше едно. И одев со дрес на Вардар и ние си се шалевме на наша сметка, немало сега се тепаат највачкиве групи, има омраза помеѓу нив кои навистина тоа ми пречи. Да, разбирам спорт, разбирам жар, се е тоа окей, но гледаат на националистичка база и тоа многу ми пречи во моево Скопје. Се викам моево дека сум родом тука и ми пречи кога го гледам и сум сведок на тоа. И спортот принцип треба да обединува. Значи без разлика што сега, ајде, ти си за Вардар, он си за Слога или обратно, не е битно. Ние може на утекна надпред да се пцуеме, да викаме, да се надпреруваме, ја да те пцујам тебе, ти пцуеш мене, видоа ке завршен треба, тоа е завршена работа. И никош немало порано инцидент, имало да ексцеси. Ама ексцеси има и у Франција, и у Германија, и у Полска, сегде има ексцеси. Така да пак и повторам, сваја да живееме едно изопачено време малце кое што не е во склад со растењето од нашето време. Так. Ајде малце те вратам на почетокот. Кои места култни Борко ги памти од она старо Скопје, од она убаво Скопје? Што ти текнува како Јас сум на 19 години заминав од Македонија, на 19 години, така да по бајаги време не сум добри 15 години не бев во држава и поише. Така да култно се сеќавам, имаше на плоштад ствари имаше прво еден кафич, како се викаше, не знам, не ми текнува како се викаше, нели, она дискотеката му Сандре. Да. Тоа е окей, меѓутоа тоа се стандард. Имаше еден кафич кој што беше, нели, имаше одреден период ке се отвори еден кафич, па таму одеше цело Скопје добри 2-3 години. Пејачи, овие тогаш почнува. Кај сегашен Дион на баш на самиот кеј, се викаше Опиум на времето. Опиум е, така е, Опиум. Седевме пред на другата страна на ГТЦ имаше, друго имаше, последно се викаше Б2 дискотека имаше. Б2 имаше на площачо беше, имаше па на истиот ке од Опиум на другата страна имаше што така поранен кафич. Журки имаше, не ми текнува како е. Цело време тие клубови работеа, имаше млади, Скопје имаше жар, се дружија, луѓе го искачаа навечер, сега остават неколку дупки, буквално дупки, имаше кај турбофорк, шо им немаш сигурно ти текнува сега кај пролече полицијата, у куќе имаше едно доле Студио Пап кај Мане, да, како не. Таму жива свирка, маракана на пиво, идевме ностоп. Имаше рок бендови кои свиреа. Секоја вечер имаше различен беше култно, да. Баш така се сеќавам тоа време Верица Пандиловска беше. Да, имаше живи свирки, Верче свиреше и тоа баш беа. Добро, него фативме и оне делка и Зоки Малиот од Џубок. И Џубок, да. Така да имаше некои места кои што Зоки до скоро работеше, скоро, до пред 5-6 години мислам дека работеше. Таа е таа транзиција кога се умира веќе во градот. Последниве, да кажам, ајде, 7-8 години како све Скопје иде во надолу линија и сега сакаме да искочиме јас и ти на пијачка, да слушаме убава музика. Јас и ти немаме каде да отидеме на пијачка. Многу нема нешто слично да ти кажам на ајде да кажам сега слично со храна и ке што можеш окей по градска музика рок да слушнеш кај столе у кафана Рустикана. Да. Тоа е едно место кај што негде можеш да отидеш кај на друго место се е мртво. А и кафана, сега ако рачунеш кафана да одиш ама кафана, па сега секој втор пат вика у кафана, кај да се идеме у кафана и што ќе слушнеш таму? Кафана, ја па тој ја без, нели, почитувам кој што си слуша се. Ја такви српски шунт музики, турбо фолк, тоа не можам органски да поднесам и не знам. Мене жена ми дури дома и ме зеза, јас стварно не знам. Реално, сериозно не знам. Жена ми дома и стално ме зеза, некоја ќе ми пушти некоја вау, некоја позната песна, знаеш ли ова? Викам, чекај рефренот и сега ќе се погоди на пета, секоја пета песна, некој рефрен ќе пофаќам, кој знам. Како не знаеш, ти знаеш ли кој е Миле Китич? Не, некој сега ќе ми дојде сега слуша таа музика, меѓутоа стварно мислам дека Скопје стана буквално замре и во културни манифестации, и во концерти. Памтиш во МКЦ сме искачале, имале тука рап бендови, имало рок бендови, Македонскиот културен центар функционираше безпрекорно. Значи млади, ја памтам четврток и петок ние сме биле прво во МКЦ, па после одиме во дискотека. Сега нема ништо и многу ми е криво. Навивам да се сменат некои работи и уште верувам дека може да се сменат. Сега е да ти дојде некој гостина, сега на крај на месецов треба ми дојден пријател од уствари ми дојде истиот пријател од Исланд, пријател мој. И сега исто и он усплет на негова работа, работи човеков патува по свет.
и сега човекот си е фамилиарен, меѓутоа кога ќе излеземе, кога ќе сме се нашле заедно во Германија, ќе отидеме рок журка, ќе седнеш, ќе вечераш, па ќе отидеш на забава, значи ќе си помниш, не е тоа ништо вау, меѓутоа одиш културно, слушаш убава музика, окото ти се полни убав народ, гледаш убава музика, добра храна, квалитетна и тоа е тоа што фали, не е сега нешто. Беше за мојата свадба пред 5 години тука со сопругата, и се викам, кај да ги однесам ја луѓе. Мислиш сега да немаш каде? Немаш кај да го однесеш. Тоа е тоа што Кај да го сега пак кога крај на месец ќе ми дое, сега Сабајле Зборев вика крај на месец рачунај ќе дојам, оке супер. И сега ми вика спреми план кај ќе шетам, и јас сега важи викам супер, не се кире, све ми е спремно. Затварам телефон и викам кај да го носам човек. Кај да го носам освен пази сега ние тука се фалиме, имаме вау храна. Мислам, малце е контрадикторно сега, ние освен мелено месо, друга храна и полнати пиперки, сарми, гравче, реално што е традиционално, друго, реално не може да понудиш. Што ќе понудиме сега? Бифтек ќе му понудиме на некој човек кој што бил у Аргентина јадел или у Бразил јадел бифтек, значи имаше нешто порано кога ти дојде некој странски може го однесеш во едно село, работеше горе. Нема кај да го работеше горе пред неколку години едно село. Таму имаше повеќе ресторани, повеќе мислам тие баракички беа како ресторани, кукуки и направени со мијачки дел, со носи од истокот, ваква кафана, таква кафана да види нешто поразлично. Луѓето странци кои доаѓаат сака да видат. Затоа доаѓа. Нели ние кога патуваме сакаме да видиме, на пример јас го Париз сакам да видам француската култура. Само јас сум исклучок од тоа. Ево Париз живеев 2 години, на Ајфелова кула не отидов. Не можам ја тие гужи да чекам 2 сати за да се качам на Ајфелова кула, нема шанси. Знам ми дојде мајка ми сестра ми на гости, не бев ни жена тоаш, и доаѓаат и вика слушај да не носиш на Ајфелова кула, ќе одиме, викам овезна. Ја живеев 10 километри од Ајфелова кула. И јас сега колата, палам кола, ги носам и пред Ајфелова кула, тука не сме да се застанува, нема паркинг, застанува, викам ајде. Каде ајде ти кај? Кога да ве земам? Прошедете си да се вратам. Кога да ве земам? Ама земи не за 4 сати. За 4 сати тука добро и си одам дома. Си одмарам, си погледам некој филм, си прочитам некоја книга, значи не можам да чекам гужи, не сум баш сега да ставам 2 сати уред за да се качам на Ајфелова кула, а со лифт не одам, имам клаустрофобија, со лифт не одам, сега и тука се качам пешки. И да чекам да се качувам пешки по тоа 2 сати до горе, не викам. Така да правев концептот од емисијава, еве Антонио го прашував хип-хоп артистов за она што најдобро го знае, тоа е нели во неговата област, он е уметник сепак и музичар. Ти си спортистка 20 години, го носиш дресот на македонска репрезентација. Си не направил сите горди. Јас во тоа чест денес си се облеков дрес на Вардар. Така да секогаш сум се радувал кога сте постигнали успех, сум бил со вас и во добро и во лошо. Меѓутоа сега, не знам дали ќе се сложи со мене, овој што ми некаде Стефан ти само критикуваш. Ја мислам да го кажам она што е реално, еве гледачите и слушателите нека судат дали тоа е така или не е. Дали спортот умира во Македонија? Дефинитивно умира, значи сака некој тоа да го призна или не, умира. Умира од една причина, човековата лакомост. Значи, кога веќе имате луѓе кои што се лакоми по природа и кои што се неостварени, а се на позиција, тоа е многу важно, сега малце ќе раширам тема, многу е важно да секој човек се држи до својата фела. Значи, ако јас сум спортист, да, ја се држам до фелата спорт. Не можам сега да одам во економија, без да ќе имам економски завршено. Или правник. Ја, можеш ти. Тоа ќе биде све каша попара. 6 месеци ќе се учиш, па 6 месеци ќе си земеш некои луѓе околу тебе тим, па тој тим каков ќе биде, дали се спостои, па овој не ми чинеше, да, мислев ја зове дека е подобар. И тука се разводнува работата, времето проаѓа. Но македонците више 30 на години, 40 го јадем истиот стап, народски кажано. Ни се разводнуваат работите. Значи, да се држиме до фелата. И тоа е една од причините што спортов во последниот период влегува луѓе кои што единствена цел им е да имаат некаква си финансиска придобивка од сето тоа. Да се нафатират и да се отидат. Не може да се нафатира затоа што нема многу пари во спортот. Го скрати и тоа, го смени и законот. Имаше преубав закон за финансирање во спортот кој што на секоја компанија ја ослободуваше од давање плаќање данок до одреден процент да го финансира во спорт. И тоа беше неограничено. Ако некоја компанија прави профит 5 милиони евра, има право да финансира 2 милиони евра во спортот. Пример си, хипотетички зборам. А сега го ограничија тоа, зборувам за една фирма, а сега го ограничија тоа за цел спорт во Македонија е 10 милиони евра. За цел спорт. Што е жалост.
и машки, и женски, и ракет, и фудбал, и да. кошарка, све. Значи 10 милиони евра е, како ти кажам, Звезда, кошарка или Партизан има буџет. годишен буџет има 10 милиони. И поише ако нема. Каде А ние сме цела држава имаме 10 милиони евра. И ние сакаме спорт. Знаеш, и Се и направи, се тоа луѓе се околу тука кои што се, пак ќе кажем, неостварени, он сега гледа 200, 300, 500 евра да земе месечно и тоа му е за него премија. Не го интересира ни спорт, не го интересира ни клуб, Дискочи не го на интересираш ни ти као телевизија, наивач. да. Што има луѓе кои што живеат да речеме за Вардар, да не се лажеме, се имаш ти тие Јас сум од дете армија пораснат на на западната армија трибина. на наивачи со комитиве, тоа се дечки кои што реално ја познавам двајца вака на здраво само вака. Тоа се луѓе кои што и дење и ноќе и зиме и лете се усала. Да. Ти ќе ги видиш некојаш се 2000, некојаш се 1000, некојаш се 100, ама Да, и тоа го секојаш носат доаѓа. во срце, го носат и И во си го себе. сакаат клубот, си го сакаат Да. боите, Вардар си го сакаат и ти. Вардар Вардар е што да не го почитуваш, Знаеш, знаеш. и да. Сега да чепнам пред 10 години се изгради неколку спортски сали. Јас паметам тогаш мислам дека 100 беа. Имаше клубови. Имаше памтам другари тренираа баскет во неколку клубови, барем во Скопје. Ракометни клубови исто имаше. Младите тренираа. Сега еве ќе се чепнам тука и за салите, дека сакам ти најстручно да ми објасниш, дека претпоставам дека си сигурен сум дека имаш ти информации. Мислам дека 90% веќе се распаѓаат и дека шајка не е закована. Ева, ова е една тема која што е, за да се разбере, треба да се објасни детално. Значи, која беше премиер Никола Груевски, се донесе одлука да се прават 100 сали. И нема појма, сите јавно 100 сали, што ке ни се сега 100 сали, нели, ние немаме спорт за 100 сали, нели, во Македонија обично за се контрира. А некој каже да ја направиме ова столицава црвена, сите кажа не сега црвена, знаеш треба жолта и црна, и обично така и се контрираше. Меѓутоа со тек на време тие 100 сали што се направија се виде дека се малку. Премалку се тие 100 сали. Значи таа грешката во тој период беше што се направија 100 сали и се дадоа на погрешни луѓе да ги стопанисуваат. Тоа беше грешката. Затоа што имате луѓе кои што имаат земено сали да речеме на 30 години. 30 години. Нема никаква инвестиција во нив. Види, тоа се направени сали даени се на пријатели, веројатно, не знам кои се даени. Јас знам само десетина примери и тие десетина сали се руинирани. Јас што ги знам. Што сум ги видел, што сум влегол внатре, што се затворени. И тоа беше грешката од тој период. Иначе да се направиат 200 сали и 200 сали ќе беа малце сега. Колку спортисти ќе скочат. А види се клубови, уште да. по една банална работа. И сега тие 100 сали да не беа, денеска ќе немаше нити една сала не е направена. Од тие 100 сали до денеска нити една сала не е направена. И ние Нити бараме една спорт, сала не е бараме направена. напредок во спортот и И ќе сега судиме кога тие сали кои што се го гледам да ги тоа што се речеме случува. пола руинирани, дел се добро одржувани за волја на вистината и се тие сали што се пола уништени, нас ни фала такви сали. Да. Школски сали кои што се школски сали. Ништо, кажано е све школска сала. И ни фалат. Таа е иронијата на последниве 5-6 години на владење на оваа власт, која што нема вложено 0 денари во спортот, 0 денари. Има доделено ваучер систем кој што е 10 милиони помош за клубовите, за сите клубови, сите спортови, 10 милиони евра. Смешно. Тоа е смешно, смешни пари и тоа се виртуелни пари за оние луѓе кои што не разбираат. Ви имате ваучер, они ви даваат бодови и ти со тие бодови треба да одиш кај фирми и да ти го сменат тој ваучер систем. Јас имам другари кои своите деца ги носат на базен. Баш мислам дека беше пред 2 години. Вели нема мали в тренинзи, немаме базен. И сега знам дека се ветуваа базени. Абе, И буквално гледам тоа што се ветуваше буквално ништо не се. Жалосно е какви таленти, јас сум тренирал пливање, какви таленти имаше Македонија само во пливање. Прават суви тренинзи замисли на кеј. Затоа што немаат каде да пливат, а се пливачи. Сега има една ситуација кој што против директорот на Агенција за млади спорт е поднесено од Дирекција за спречување, така, неправилност во работењето. И сега, окей, тој дел сите знаеме дека има неправилности. Не знам, по ранкинг листа на транспарентност од 120 бил на 115 Агенција за млади спорт и тоа го знаевме. Не објават ништо информации и тоа го знаевме.
Меѓутоа дека ништо не се изгради од што е ветено и тоа исто го знаевме, значи нити базени, нити сали, нити реновирање, на време ќе става соларни панели по сите сали, ништо од тоа. Ќе правиме некој си спортски центар. Ни тоа не е ни почнато, не се ни знае. Тоа што се направи, шајка нема заковано од која е направен. Тоа што се направи немаат искречено, пола се струја исклучени што немаат ни струја платено. И на крај пази се, они меѓу себе се дават таму од тоа нивната бара нивна и се јавува овој пат другиот уште поголем криминалец од председател на Олимписки комитет, кој што до пред 2 години му беше советник на Заев. Да. За спорт. Знам. И он се јавува и вика дај да не мешаме политика и спорт. Он од позиција на советник на Заев станува председател на МОК. И го прозива другиот, види. И за против тој истиот што го прозива овој другиот има кривична пријава. Да. И се ја гледам овој му пушта едно писмо на овој му пушта друго писмо на овој се меѓу себе. Викам овде дали знаеш дали тебе те прават дека не си дали некој пази на крај на денот што и да работиш за мене. За мене. Честа е приоритет број 1. Нормално. Честа и образот. Ја имам детенце 4,5 години, сега имам керкичка, нека се живи и здрави, дај Боже сите да имате. За мене поголем пораз нема, човечки пораз, ја да бидам утре на некоја си функција која што апсолутно нема да бидам и да бидам некоја функција и да дочекам да ошетам детето мое на улица и некој да покаже према прс кон мене у негативен контекст. Тоа е за мене апсолутен пораз као човек, као татко, као родител и као спортист што сум бил. И као спортски работник. И сега види, на крај на мене не ми јасно, политичари кои ќе гледаш некој лаже, па ти го гледаш дека лаже и без срам лаже, нели, овој Заев како беше срце, што раката на срце, и си викаш овој човек дали 2 милиони луѓе не заебава, не прави луди или не знам што е, ќе речеш окей, тоа е политика, нивна работа. Меѓутоа делот на спортов, ти гледаш, ја например го гледам Даниел Дименски, човекот збори и не ми се верува, викам, чекај, окей, сам се лаже или нас не лаже? Ама чекај, ти лажеш, така, ќе дојдеш дома. Жена имаш ли? Таа жена треба да погнеш очи. Огледало имаш ли? Треба да ги измиеш забите. Пред спиење, да измиеш заби, да се погнеш огледаш. Чекај бе. Ја што кажав денес кај Стефано емисија? Од тоа што кажав сам пред себе ќе ставиш главна перница. Ама ќе направиш ретроспектива. За тоа осети да ретроспектива на денот што сум кажал кај тебе со пријателот, со жена ми, со братучетот, не знам со кој да е. Сум преамувет, ретроспектива ќе направиш. Борко, тука ќе направиме кратка пауза. Те молам само да ја запазиме мисла дека сакам малку да продискутираме и за овие видни функционери кои се во моментов кои се според мене ќе се служиш виновници за мракот и во спортот во Скопје и во Македонија, но најпрво да ги споштуваме нашите спонзори и идеме на реклами кратко. Ајде. Дади личен придонес кон поздрава животна средина. Замени само 1/3 од твоите патувања со автомобил пократки од 6 километри, со возење велосипед или пешачење и придонеси за намалување на твојот јаглероден отпечаток за близу 4%. Сите заслужуваме почист воздух во нашиот град. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. With a guitar in his hand and with his long blonde hair, he was a friend in every land. And I saw him on the stage, but he fell down on the floor. A heart attack, they said, many people cried for more. Oh, Larry, isn't the way to die? Yeah, Larry, don't let people cry. Yeah, Larry, isn't the way to die? Yeah, Larry, don't let people cry.
they said your money or your life. Put a gun against my head and blew away my dreams. And then they drove away in a big white limousine. Oh, Larry, I see visions in the sky. Larry, and I don't know why. Larry, I see visions in the sky. Larry, and I don't know why. Was it the night? It was in Berlin. I spoke a pilot in the Holiday Inn, and he showed me the room of a radio girl. Had all that she wanted was to buy the world. Oh, Larry, goodbye, goodbye. Larry, farewell, goodbye. 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 Слушатели на Радио Лидер на фреквенцијата 107.4 во Скопје урбана приказна втора епизода. Вечерашен мој гостин е Борко Ристевски. Го најавив преска. Дискутиравме Борко за стигнавме до оние структури во спортот во Скопје, општо и во Македонија, каде што ќе се сложивме дека спортот изумрува во Македонија во сите сегменти. Немаме фудбалска организација, ево пат надоле. За кошарка више заборавивме како изгледа некој првенство или некој клуб кој не представува надвор. Во ракомет, за жал, бевме свидоци во она убаво Скопје кога имаше жар дербиња помеѓу неколку тимови. Дали политиката, дали некој ги уништи тие тимови, дали не знам, ти знаеш кој што од мене ќе не објасниш. Сега некако немаме клубови. Нема млади дечки, немаме млади таленти кои се издвојуваат. Секогаш за овие што се сега репрезентативци што се настојат правуваат, но сакам да кажам немаме многу таленти затоа што спортот иде надвор. Види, многу работи се измеша, меѓутоа пак ќе кажам, мојот на почетокот. Ако некој има човечки вредности, спортски вредности и се нафати на дојде на некоја функција да работи, јас сум присталица на тоа дека таа функција која што ти е доделена, таа не ти следува, таа ти е доделена, ти мораш да ја оправдаш своето име и презиме, кој што си го градал 20 години со макотрпна работа низ цела Европа, мораш да ја оправдаш и да направиш нешто за тоа што види. Кариерата како спортиста е една работа и завршува до тука. Оставаш еден белек, Оставаш еден белек и ќе те памтат луѓето X време по тој белек. Меѓутоа, да имаш што ќе направиш како некој си спортски работник. Зашто ќе ми каже некој председател на федерација. Океј, председател на федерација, и тоа е привилегија и чест. И обврска. Не е тоа сега некој немам поима некоја функција која што ти сега со обезбедување, тие се неплатени функции. И ако не ги работиш честно и стварно да работиш, да се фатиш, а не само да, нели, заради портфолио да ги зимаш, тогаш стварно треба да се работи дупло поише отколку што си работел како спортист. И кога некој ќе се нафати да ја тера таа работа чисто колку да, нели, да се собере со другарите и да си направат журка у федерација, јас знам ситуација у кошаркарска федерација, да речеме, у куќата на кошарката, председателот седи на маса, дигнати нозете тука, друга седи генерален секретар, пепелјарите, тука се и другиот другар, другата пепелјари се пуши цигари. Сакаме да имаме ние клубско натпреварување или репрезентација со такви водачи на федерација. Тоа не е причината за неуспесите спортски, ама е еден показател
кој што носи кон тоа. Значи трнете тоа. И се менјава председателот, не знам кој беше рибата претходно, се Пеце мрди беше од главата. Да. Пеце беше претходно мислам председател и доаѓа нели СДС, се менја све, доаѓа Перо Антич и доаѓа и прв муавет од кога влагаат од Кошаркарска федерација се сега они уште двајца, да не ги именувам, не е битно. Кој вика дека тука не може да се пуши, вика вака со овина. Кој вика дека тука не може да се пуши и цигари? Спортист кој ја представува Македонија, играл во NBA во најакото надпрвање. Секој чест за неговите не, успеси во полето на кошарката. Нема дилема тоа. Меѓутоа во еден од нашите најдобри кошаркари покрај Пеце Номовски, Перо Антич, Влаче Илиевски, значи тие се кошаркари кои што Тодор Гечевски, тоа се кошаркари кои што оставиле белег, браќата Симич, кои што оставиле белег и кои што мора да се респектираат. Меѓутоа тоа е сосема пролазна работа која што мојата кариера утре ќе заврши и ќе ме памтат по тоа одреден период. Сега што ќе направите после таа кариера? Исто ја гледав баш преска спомнавме со директорот на Агенција за млади и спорт. Мислам дека таа агенција е создадена нели да биде како институција која ќе се занимава за афирмација на спортот во сите полиња, во сите спортови. Но гледаме дека имаме човек поставен Науче Мојсовски, кој исто е репрезентативец на Македонија, твој колега од репрезентацијата до овие години, секој чест за неговите успеси во полето на ракометот, но гледаме дека низа афери го следат од самото негово назначување до ден денеска. И гледаме дека ништо не се менува дека. Сакам да ми да го чујам твоето мислење во баш за тоа. Треба ли Науче Мојсовски да остане на оваа позиција? Вака ти кажам, значи од ки го одговорам пошироко малце. Значи сум кажал во една емисија сега кај што бев. Науче е многу окей дечко, многу добар дечко, меѓутоа врвен спортист, меѓутоа тоа заврши. Сега е директор веќе не знам, 2 години мислам дека е. И работата како директор на Агенција за млади и спорт до сега е катастрофална, затоа што буквално ништо не видовме. Ја имам Видовме афери. Да, ја имам нивната програма која што ветува во предизборите што ќе направат. Имам програмата од претходните избори која беше Дарко Каевски што ќе направат. И освен почнати некои базени, почнати не од почеток. Ја не сум видел сега прво да се почнува базенот покривот и да се стај покрив, а доле да биде рамно. Мислам, ја не сум, може да така треба, ја стварно не се разбирам, не знам, веќе по логика нештата, веројатно прво се копа дупка некоја си за кај ќе биде базенот, а после се става на крај кровната конструкција, по логика нештата, не знам, се може да ги грешам, ама да почнете вие у склоп на школски сали и да покриете. Јас сум бил на пример во Невена Георгиева Дуња во Киселево до школото, има базен, се води како базен кој што е во тек на изградба. И во тек на изградба стои па добро едно 4 години, 3-4 години. Што ќе се стои? И стои, се викам дај да одам да го видам базенов, нели сега може да е ископано, покриено и се фали уште, не знам сега тоа за одржавање, нели што се става све не разбирам. И сега ја одам, влагам во базенов, покрив има доле рамно. Чекај бе, мукам како рамно сега. И се смеат луѓе, абе рамно е, како така рамно треба да биде. Викам, чекај бе, нели ископано првен пат? Не вика накнадно ќе копаат. А како ќе копаат, викам, кога е покриено, како ќе влезе багеров да копа сега, ова мене ја малце, нели стигаш каде живееме, кој не ги води на умови криминалистички што све ќе смислат за да стигнат до некоја си превара за пари. Или како и да прават, не знам ни што прават тоа. Не знам како многу ми функционира. криво е како млад човек, како човек кој се сака државата, се сака репрезентацијата во сите спортови. Јас ретко пропуштам надпревар на ракомет, на репрезентација на фудбал, на кошарка. Сега сме лимитирани, ги нема ни оние спортски надпревари. Еве, ти си член на Вардар. Па многу кога те најавив на социјалните мрежи ќе ме видиш гостин, многу прашања ми стигна во порака. Праша го Борко, ми вели кој сака да го уништи ФК Вардар и РК Вардар. Сега ќе ви кажам. Ми ќе ви кажам многу искрено и изворно, затоа што јас знам проблематиката од последните 2-3 години. Малце е поголема приказната и не е само да се уништи Вардар на спортски план. И РК Вардар и ФК Вардар. Посебно за ФК Вардар, сега во последно време, последните 30 години и РК Вардар. Затоа што
ова е една приказна политичка. Вардар остана последното упориште на македонизмот. И фудбалски клуб Вардар и ракометен клуб Вардар. Затоа што на луѓето кои што сега се на власт не им одговараше и не им одговара и на претходниот градоначелник Петар Шилегов, кој што беше заедно, нели, со оваа власт и уште е, не им одговараше собир на многу луѓе. Вардар беше извор на собир на многу луѓе, и фудбалски клуб и ракометен клуб. И на Вардар, на фудбал и на ракомет, ќе зборам секој за Вардар и за двата клуба, да не повторам стално ракомет и фудбал, се скандираше никогаш Северна само Македонија. Само Македонија. На Вардар доаѓаа македонци Со македонски знамења. со македонски знамења, Со кутлеш знамења. така, со кутлеш знамења, Со пароли за Македонија. така, со пароли за Македонија, и на политичката елита не ја одговараше тоа. И до ден денеска не ја одговара тоа. И затоа Вардар фудбал е во втора лига, и затоа Вардар ракомет е во многу тешка ситуација. Меѓутоа, правиме напори, сега зборам за ракометниот клуб, да Вардар се врати уште посилен и ќе се врати уште посилен. Да не дозволиме, имаше, не знам дали ја знаете информацијата, меѓутоа имаше еден период пред една година може беше, Вардар да се донесе на тоа ниво да не може да преживее како што е сега, и Вардар беше пред купување од газдата на Шкендија. Значи требаше, таму ли планот додовме? беше нивни, да, газдата на Шкендија да го купи Вардар, и потоа као во југословенско време добро да се размонтира, Да не постои. да не постои и да се раскорми и Вардар да не постои повеќе. Како скопјанец, како дете кој од најмала возраст е растено на западна Тревирна и Сокомити запад, зборам за мене, дете од Шаир, каде што сме на сите дербиња. Се радувавме на вашите успеси, на Вардар 2 пати шампион на Европа. Сите политичари тогашни, па и биле во на властите во опозиција, небитно, дојдоа да се сликаа со вас аргументарите, еве конкретно и за Вардар и за презентација. Значи кога имаме успеси, тука се до вас. За Не, лепените грешка си, не купијавици. дојде од оваа власт, никош не дошле никој да се слика. А така ли? Од секогаш било така, да знаете дека од оваа власт никогаш не сме имале поддршка за ништо. Зборам за години назад. Да. Никогаш не сме имале, одговорно тврдам, и можам со секој да седнам да дебатирам на било која тема сака да збориме, посебно на тема спорт и на се она што случува во спортот. Значи, јас сум имал понуди, јас сум тргнат од репрезентација, бев тргнат, сега години имам, јутоа бев тргнат по директна наредба на еден поранешен премиер. Директно бев тргнат, затоа што и тоа ми стигна и пораки од одредени луѓе, ми се јавуваа, затоа што јас бев бунтовник Со во причина. репрезентација, со причина, и највеќе повици добив 3-4 од, ајде да не ги споменувам сега, ако сакат може да ги спомнам, од министри, кои што на доручек бевме на европско и на светско во Виена, и сега ја прв дојдов на доручек во 9, ја дојдов 15-9 на доручек, и имаше нели Норт Македонија тука на масата стоиш, на секоја репрезентација стои, ја го свиткав тоа Норт, го тргнав на 3 маси, го тргнав и си го сликав. Викам, никогаш Северна, само Македонија. Тој ден Борко нема да брани повеќе во... Не дојде така нагло, затоа што знаа дека јас сум малце хардкор тип, можам и лошо да реагирам. И на неправди, и дојде полека, меѓутоа тој ден добив 2-3 повика од тој ден и утредента од некои си пријатели под наводници кои што ме советува за мое добро. Така. Да бидам мирен, немам потреба сега, гледаш дека све е договорено, што сега ти се правиш со сила будала, ти ли ќе бидеш тој лудиот што ќе ја брани државата, гледаш сите други си се средија. Пробуваат на секој поле да не омаловажат и да не наметнат нешто Па што не, види, го нивната сакаме. приказна мораше да помине. Нивната приказна не помина, меѓутоа тоаш беше најакиот налет. Тогаш се затвара или и политички овие децава што ги затворија за 27-ми, тогаш нападот на Вардар беше, тогаш беше нападот на се што е македонско. Ме свеќаш што да кажам. И Вардар на жалост беше на голем удар, фудбалски клуб се уште не може да се опорави. Комити На Запад Вардар е, фудбал му се натоварени многу големи суми долгови, да. на долгови, не од луѓе кои што си ги побаруваат тие долгови, него му се натоварени од државни институции, УЈП,
она за стопанисување со објекти, спортски за користење на сала, на извршители, знам дека така да со блокирани сметки. Вардар има некои долгови реални околу 3-4 милиони, од тие 3-4 милиони барем милион и пол се од државна институција, тоа не е случајно. Борко знаеш подобро од мене колку е навивачката група и колку е Комити Запад и сите кои сме од Скопје кои го сакаме Вардар, знаеш колку сме емотивно поврзани со Вардар, со фудбалски клуб, ракометен клуб Вардар. Прашањето кои до мене стигнаа морам да ти ги поставам. Ќе опстели Вардар, ќе успееме ли да се избориме со оваа неправда која не се нанесува? Јас кажав една прилика, за да Вардар опстои, мора да дојде до промена на власт. Тоа на сите не биде јасно, затоа што гледате дека структурно Вардар го уништуваат. Ние помагаме колку што можеме, меѓутоа во овој момент сме лимитирани затоа што немаш централна власт, меѓутоа Вардар е гордост на Скопје, Вардар е гордост на Македонија. И јас сум сигурен дека јас ги знам и плановите. Има планови за спас на Вардар фудбалски клуб, има планови за спас на Вардар и ракометен клуб. Има планови за спас на целиот спорт во Македонија. Дај Боже. Меѓутоа без централна власт тоа не може да се случи. И на жалост, сегашната власт прави све само да го уништи Вардар и ракомет и фудбал. Нагласувам, значи да знаат луѓето, значи не го зборам ова на памет, имам побајаги информации. Значи структурно се пробува да се уништи Вардар и верувајте дека ништо не е случајно. Да, пред да кога правев концептот за емисија и кога планирав да те поканам, неколку пати ги преслушав интервјуа кои претходно ги даваше за одредени медиуми и знам дека си човек кој стално гласно ги кажува своите ставови без перде дали тоа на некому ќе му пречи или не. Често велат Борко влегува во политика, па затоа го прави ова. Јас знам дека познавајќи ти тебе дека тоа се ама не е така. Знам колку си ја сакаш државата, тоа си го покажува на неколку пати. Па тука и одмак ќе ти го поставам прашањето колку оваа држава направи за Борко Ристовски во последниве години. Последниве години? Да, колку настапи има Борко Ристовски од прилика за македонска репрезентација? За Македонија имам преку 200 настапи. Преку 200 настапи. Преку 200 настапи, преку 15 години сум репрезентативец, кадетски, младински, сениорски. Репрезентативец преку 200 пати го имам носено десот на Македонија и сум еден од оние кои што е најмногобројни. Заедно со Стефче Лушевски и Кирил Лазаров. Така да луѓето мислат дека ја кажувам нешто заради некоја си функција, меѓутоа оние што ме познаваат подобро знаат дека Немаш ниту амбиции за такво нешто, ниту... Не, повеќето... Знам дека искрено си го сака спортот и стварно сакаш да придонесеш. Јас ја сакам Македонија, јас сум стварно голем патриот кој што ја сака Македонија, ја сакам ова државичка наша мала, убава, преубава држава имаме. Меѓутоа ние сами сме си криви што изгледа вака како што изгледа, меѓутоа верувајте дека е преубава држава. Јас стварно сум бил секаде по светов и вака убава државичка која што со волку природни убавини нема. Меѓутоа сами сме криви што сме на ова ниво, затоа што рече сме се сами виновни. Борко што сме лоши луѓе, никој на никого не сака да помогне. Знаеш, секој гледа некаков интерес. Он го прави ова заради политика. Мислам глупа математика е таа. Иде така да трнеме од тоа, што ќе бидам, некој си функционер и ќе земам плата колку 50 денари, 60. Не видите, значи со твојата меѓународна кариера и во играч во најаките клубови. Јас сум спортиста цел живот и сега да се дојдам во ситуација да работам за 50.000 денари, мислам дека тоа е голема плата, да, за македонски услови, меѓутоа не сум едноставно навикнат така да станеш 8 сат, па се да се куцнеш со картичката на работа, па од 3 сат па да одиш до 4 колку се програмиран на оној спортски систем. Она што најдобро знаеш да го работиш и да застанеш за така е, едноставно сакам да помогнам наистина, сега не да не ме свати некој погрешно, стварно сакам да помогнам со сакам да има луѓе кои што се едноставно храбри, сакам да има луѓе кои што се бунтовници со причина, не да бидеш бунтовник сега ќе викам јас сите десно и јас ја лево ќе викам, не. Јас сум бунтовник со причина, сакам да има подобар спорт, сакам да има да се буниме за подобри услови на спортот, на животот, за животот во Македонија. Го гледаш ли излезот? Ја види, се смени оваа власт, иако
се прави нешто што не треба да се прави неправилно у спортот, Пак ќе видиш гласен зборам како јас. што си Ја сега, исто така да. зборам и сега. Да. Значи, види, мора се нема и се оне СДС или овој ВМРО и се ајде кјутиме. Сега знаеш, ама тој овој наш се ќе кјутиме. Ама зошто ќе кјутиме? Зошто ќе кјутиме? Како работите ќе се поправат ако ние Како не збориме кјутиме? реално? Ама Да. треба да си осакаш својот народ, Често треба ме да си сакаш критикуван своите во луѓе. тоа направив првата емисија каде што исто јас како кажав се изразив мои лични ставови, каде што јас критикував за некои работи за кои сметам дека се исправни. И стигна и од мене дека мавете идеи ти само критикуваш и слично, но сакам да те прашам она што те прашав и претходно, колку Македонија му даде на Борко Ристевски? Дали Многу. се сетија на Борко Ристевски затоа што беше министер за одбрана кога бранеше Борко, кога не радуваше Борко на европските и светските шампионати? Ако отвориш на YouTube и напишеш Борко Ристовски, искача Борко со адрес на Македонија и најдобрите одбрани. Јас вчера ги гледав до ниедно време и тука ми е прашањето, како се осеќаш ти кога знаеш, еве, си се вложил максимално за оваа држава, си донесол и меѓународни успеси и твоја интернационална кариера, живееш во Македонија, сакаш да приносиш, од една страна, одма ти лепат етикета, ти си Борко, да, политички обоен, ова го правиш ради функции. Допираат ли до тебе овие муабети или не? Не. Јас сум тип на човек кој што многу одамна не чита коментари, не се многу навраќам што кој ќе каже за мене. Јас знам мојата намера е најчестна, најспортска, најпатриотска. Мене Македонија, дали ќе се сетат сега овие на мене, тоа е апсолутно неважно. Важно е што мене Македонија ми даде се, мојот народ ми даде се. Јас со моите настапи му вратив на мојот народ се и на оваа држава се. Се друго е апсолутно неважно. Ја не живеам за ега, за статуетки, да ми даде некој Борко, ти си цар или еве да ти испочитуваме. Поголема почит од тоа да излезете на терен и 6-7 илјади луѓе да ви ракоплескат и да ви го скандираат името, нема. Нити една плакета, нити една статуетка, нити една функција не може тоа да го даде и да ти го понуди. И тоа е она што ми исполнува и тоа е она што ми дава мотив да одам по патот по кој што одам, затоа што кажав и претходно, за мене честа и образот и достоинството се нешто кое што е над секоја функција, над секое, не знам, над секоја помисла за било што да направам против спортот и против својот народ. Да, затоа што доаѓаме пред самиот крај на нашата емисија, морам да ја отворам темата за македонската ракометна репрезентација, која веќе си не тука на гости, па да те искористиме максимално. Борко не е повеќе зад стативите на македонската репрезентација. Во јавноста се отвори многу прашања во тоа и следам социјалните медиуми, зашто Борко не е, затоа што е гласноговорник, затоа што е гласен во своите ставови, на некому му пречеше тоа. Тоа е причината или? Па од се помалце. Кажа дека од се помалце. Имате луѓе кои што сакаат покрај себе победници. Имате луѓе кои што сакаат покрај себе луѓе кои што во право време и во лице ми кажуваат реалната ситуација која е на терен. И таквите луѓе обично се големи лидери, затоа што ги прибираат информациите, а со тоа ја купуваат почита на другата страна и реагираат. Меѓутоа секоја што слушуваат. Кај нас последниот, ајде да кажам, последниве 2 години, 3, значи, ќе дам еден прост пример. Сите го знаат големиот Лино Червар. Меѓутоа не знаат дека големиот Лино Червар е човек кој што се околу него му е наместено и сите оние кои што малку дигаат глас ги елиминира. Еднаш имаше обид за моја елиминација од репрезентација токму на Лино Червар, а пред да стане селектор седев на кафе кога се сеќам во Дебар Мало, пред да стане селектор, тоа што се збореше, не беше ни сигурно дали ќе стане, беше комбинација само. Ми се јави еден пријател, ми вика: "Шо преш Борко, кај си?" Викаме: "Тука сум
у Кофи Фактор или како се каже онај кафче од Дебарно Добар мол. пред ги заборавам више. На Ленинова, леше. На Ленинова десно пред јапонскиот пред Сушико десно Да, тука на Кофи не знам Фактор, како се- да. Ета Кофи Фактор и сеам таму и вика кај си викам таму. Вика ќе дојам се за 10 минути. Ајде викам дојди. И доаѓа со Лино Червар. И јас ја па здраво, може ли да седнеме? Седете, викам слободно. И седнуваат и викам да те замолам нешто ми вика кажи викам. Те молам вика да ми даеш поддршка вика за да станам селектор на Македонија. Тоа што сме имале на разбирања, еве прости ми те молам, баш со избори, прости ми те молам вика сакам да ми даеш поддршка вика за да станам селектор. Јас сум реално човек кој што не се плаши од авторитет и му поверував. Нема проблем, викам, имаш моја поддршка. Се што е до мене, викам, кога дојде моментот да ме прашаат за мислење, ќе кажам најпозитивно. И дојде тој момент, ме прашаат за мислење, кажав најпозитивно. Не велам дека само јас. Имало сигурно уште 2-3 тука кога се прашувале, меѓутоа моето мислење било едно од тие 2-3. И човекот стана селектор. Стана селектор, едниот бараж го изгуравме, супер поминавме, доаѓа Европско првенство. Не ме ни зема на список од 35 луѓе. Значи 35 список се прави, поширок, по тој 35 се стаи 20, по тие 20 се одат 17. Ни на 35 не ме стаи. И проба, завршиме 27-ми. Кој завршиме, не знам. Како и сега. На светско, 24-ти, кој завршиме, не знам. Не велам дека Јакове ќе завршиме 6-ти. Меѓутоа имаш и 2-3 како ја, што исто така не ги земам. После таа авантура го видоа сите, го сватија дека е човекот несериозен, далеко од озбилен тренер. Во сменија дојде Раул. Со Раул имав 3 пати разговори по саат време, на кој што човекот, пази, ја бранам во Барселона, мене не ме зимаат на репрезентација ни на 35. Малце, нели, Да. се глупа ситуација, нели, да не бидам сега вулгарен, малце се гледа дека е тенденциозно. И доаѓа Раул, човекот 3 пати имавме кафе муавет по саат време и на ручек отидовме, човекот 3 пати ме убедуваше кам Раул, за тебе се, меѓутоа јас со тие луѓе не сакам да се работам повеќе. Не те молам, Борко, човекот дојде со ме 3 пати ме убеди заради Македонија, не заради, нели. И ме убеди, со него супер све функциониравме перфектно, значи никаков репрезентацијата од супер, Имаше атмосфера. атмосфера, се тренираше добро све. После Раул дојде Данило со исто све нормално, дојде селектор Лазаров и Иста приказна. иста како Лино приказна, а уствари суштината на се тоа е дека селектор Лазаров е ученик на Лино Червар. Значи истите методи, принципи на работа се применуваат, ги собирате околу себе сите оние луѓе кои што се климачи, ја ги викам климачи. Ти му кажеш магарето лета, вика да лета, ама ниско. Значи тој тип на луѓе околу себе, без некој изразит карактер, имате и такви луѓе у спортот, нажалост. И сега ги собирате ви околу себе тие луѓе и што и да направите вие сте право. Немате некој кој што ќе ви каже, слушај, не е вака, ја мислам дека е подобро да направиме вака. И тоа не донесе И ли... се собра, да. Тоа не донесе до ова што го гледаме сега на последново светско првенство. Да. Има Тоа е ли- една од причините. Едно од другата- причините. Одговорност гледаме дека не постои. А види, знаеш, многу е, ја не знам луѓе како се разговаравме и пред емисија. Ако е некоја работа не ја работам добро, јас сам пред себе ќе ми биде незгодно. И ќе кажам, дечки, извинете, ја мислев дека ова маса ако ќе ја префрлиме од тука тамо ќе изгледа подобро, сум сгрешил. Фала и многу пријатно. Ако има друг некој што ќе ја намести маса побаво, нека дојде, нема никаков проблем. Знаеш како велам јас, И да се е, видиш да. како господин. Да. И веќе дадеме време, нели ние обичните навивачи, кои се во таа фаланга, кои ве пратиле 20 години. Дадовме време и прошлото европско првенство завршиме без победа. Ова светско првенство сме без победа. Што е трагично. А ние, еве, обичните трагично, тоа е навивачи кои катастрофално, одиме тоа не е. секогаш, Секаде, каже се, секаде знаеш, се изговорот е промена на генерации. Не е точно. Прво тоа не е точно. Тоа е ноторна лага. Затоа што нема промена на генерации. Ти имаш 7 играчи, 8 кои што се задните 10 години играат за репрезентација. Ти имаш 7-8 играчи кои што се лидери на репрезентацијата, играат заедно. И сега ти одлучуваш, пази една Шпанија која што освои бронза на ова последново светско првенство, Шпанија,
која што има многу повеќе жители од нас и многу повеќе играчи од нас, не се одлучува да нагло прави промена на генерации и да избрка 8 стари и да земе 8 млади. Ама ние одлучуваме, ние сме многу селективно си го, нели, ние сме пред времето. Да. И Шпанија, кој што имаш ти, па таму ми се пријатели, имаме една четворица кој што не секој ден, ама еднаш у недела да контактирам, по 38 години. И ја му викам, добро, едниот сега, Гедеон, викам, добро, Гедеон, викам, уште играш? Дали играм, ми вика. Селекторот ме моли да играм, ми вика. Те молам, играј уште една година, доека да стигне тој, не да стигне, да созре како играч, за да можам да сменам, да не е токава разлика меѓу тебе и него. А само кај нас се прават некои си промени револуционерни, а тие револуционерни промени не однесоа од 9-то место на 27. Од 9-то на 27. И мотивацијата баш кај оваа репрезентација кои млади дечки кои гледаме, може би се трудат. Не се криви. Да, ама не се криви се, еве мене да ставите сега да оперирам некого. Може да миш како изгледа тоа. Знаењето е тоа што е. Операција успешно, пациент мртв. Да, баш така. Не се децата криви. Знаеш, сега мене ми кажат, знаеш што голманите, што се голманите криви? Не се децата криви, сега вие сега да бидеме реални, треба некој тие деца ги викнал да одат, сега некој одговорноста е погоре, не е кај децата. Најлесно да кажеш децата. Така Боркот, има ли излез од ситуација? Има излез. Го гледаш ли излез? Има излез. Има излез. Ќе се смени нешто во брзо време? Па ако се сменат некои работи ќе се смени многу. И јас кажав дека само треба да се работи честно, ништо повише. Да работите честно и ако јас тебе не те сакам, тоа не значи дека ти не си добар водител. Ако ја тебе не те сакам, може еден ден ако правиш лоша емисија, може да ти кажам извини, емисијава денеска ти беше лоша, ама таа завчера ти беше добра. Немам проблем тоа да го кажам и да го направам. Само така се стига до успех. Мора да бидеме одговорност и само критичност, меѓутоа и да ги кажуваме работи какви што се. Без разлика дали тоа некој без разлика дали му се свига или му се смета. Дали ако некој му се свига Борко, не треба да му се свига Борко. Треба да гледа статистиката на Борко, не лично за мене, зборам генерално. Јасно. Ако еден играч мене ми се свига или не ми се свига, може да не ми се свига, ама ако статистиката негова ако е добра, ја не можам тој играч да не го земам репрезентација. А сега има 7-8 играчи кои што не се викнати во репрезентација заради други причини. Така да не фрламе со дрва и со камења по децата не се криви, децата играат оноку колку што им се можностите. Така да, на жалост, меѓутоа да бидеме пак позитивни, има многу. Добро што се отвараат овие теми, што еве си првиот што говори, јас сум првиот што говори вака отворено. Целта на оваа емисија да ги кажеме сите оние ставови и за Скопје, и во поглед на уметност, и во поглед на културата, и во поглед на спортот. Еве денес ми беше чест што еве поразговаравме за спортот и ги отворивме овие работи без разлика дали утре мене навистина да ме занема дали некој ќе ме етикира дека ова го правам политички или не. Ова е вистината, ова е реалноста. Малку ако навлеземе од целиот овој муавет кој го правивме вечера, ќе дека ако сакаш, ако некој размисли добро, ќе видиш дека нема позадина. Суштината е таа. Се сакаме Македонија, си го сакаме спортот, си го сакаме ракометот, ФК и СК Вардар го се и РК Вардар срцето на Скопје. Така. Комити Запад се едни дечки, една навивачка група која со традиција од мој бил дедо таму, па татко, па сега јас утре дај Боже мојот син да иде на Сребрина и да се радува на успесите на Вардар и на Македонија. Така да можам само да ти пренесам пораката до оние луѓе со кои контактирав овие 7 дена додека се спремав оваа емисија. Ти порачуваме да останеш таков како што си, да не допираат овие муавети од тебе, стално се ги кажуваш кој се ги кажуваш овие ставови јасно и гласно, без перде дали на некого тоа ќе му пречи или не. Така да македонската публика, скопската публика, урбаните ликови се со тебе, фреквенцијата на Радио Лидер. Јас како Стефан Кирков и менеджментов на Радио Лидер сме отворени за секогаш, ако има нешто да се каже гласно, да се каже вистината и ти посакувам многу среќа понатака во кариерата, така да пак ќе ти кажам чисто задоволство ми беше што ти има во емисија и како за шак на тортата ќе победи ли Вардар утре со Татар? Најпред благодарам за поканата, ми беше чест по прв пат сум ваш гостин, ми беше чест што и задоволство што постои емисија кај што можеме да се кажеме работи отворено, без да се цензурираат. И да останеме исти какви што сме, вие останете такви што сте, јас ќе се потрудам
да остана мис без разлика на се. Јас сум еден кажа ви претходно, човек кој што е воден од честа и образот и достоинството и никогаш нема да направам нешто да си ја погазам својата чест, достоинство, образот на моето и на моето семејство. А што се случува до утре до надпреварот со Татран, сигурен сум дека ќе победиме и ние одиме на победа и над 5 разлика. Ние ќе бидеме како и секогаш на трибините во Јане Сандански, ќе се викаме напред Вардар, напред Македонија, напред Борко и стално ќе се ги браниме македонските вративци без разлика дали тоа некој му пречело или не. Уште еднаш ти благодарам, а на слушателите на Радио Лидеров дека би им се заблагодарил за тоа што беа со нас во голем број вечерот, што покажуваат и бројките на кои доаѓаат од стримот на Facebook. Скопје урбана приказка ви најавувам и нареден четврток во 20 часот со нов гостин кој го препремаме и верувам дека ќе бидете и тогаш со нас, дека ќе добиеме поддршката од вас. Не знам дали ги оправдавме очекувањата, ова е сепак моја втора емисија во улога на водител, така да ќе се поправам јас да бидам се подобар и подобар и урбана приказка продолжува. Ќе бидеме гласни, ќе окажуваме ставот со нашите гости без разлика на некога дали тоа му пречи или не. Почитувани слушатели, ви посакувам пријатна вечер од центарот на градот, од Радио Лидер. Останете со фреквенцијата на Радио Лидер.